мој збор говориме за филмската уметност, а по повод денови на романскиот филм, односно недела на романскиот филм, го гостувам Владимир Ангелов, директорот на Кинотека. Инаку во текот на оваа недела и во текот на следната недела ќе се проектираат 5 филмови со романско потекло и сите тие се на различна тематика и станува збор за престижни филмови кои што имаат добивано престижни награди, меѓутоа и за дебитантски филмови, така што сите кои што сте заинтересирани за филмот, особено за романскиот филм, можете да се упатите неделава во Кинотека и да проследите што се ви нуди Кинотека на репертоарот. Покрај спецификите за романскиот филм и за европскиот филм говориме исто така со Владимир, а филмската уметност е нешто кое што дефинитивно го освојува нашето внимание. Филмовите се најдостапни, а луѓето се повеќе преферираат почесто да гледаат филмови отколку да имаат некој друг тип на уметност на располагање, бидејќи се верува дека филмот на најспецифициран и наједноставен начин и јазик ги прикажува покомплексните општествени проблеми и феномени и на некој начин многу полесно ни помага да ги увидиме проблемите и на секојдневниот човек, меѓутоа и на едно по-абстрактно и макро рамниште. Останете со нас и проследете го мојот денешен разговор со Владимир Ангелов од Кинотека на тема филмска уметност. Владо, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор. Јас долго време сакав да убавам разговор со тебе. Мислам, ова не е клише, јас тоа го кажувам на најголемиот број од гости во емисијата Мој збор, меѓутоа навистина внимавам на тоа да селектирам кој ќе ми биде соговорник и гостин и дали имаме нели специјален повод да се видиме и да разговараме за некои нови нешта кои што ни ги спремате еве од Кинотека. Неделава имаме, како што реков, убав повод да се видиме. Тоа е недела на романски филм која што се организира во Кинотека, како што видов по агендата ќе се проектираат 4 романски филмови. 5, да, го работите тоа во соработка со Романската амбасада во Македонија и со Романскиот културен центар. И она што би сакала еве да ги заинтригираме нашите гледачи и малку повеќе да ги упатиме во приказните што ќе се проектира, што се проектира неделава и малку од наредната недела нели ќе се фати и видов дека има некои микроприказни, има некои макроприказни, некои приказни обработуваат живот, биографија на просечни, на обични луѓе, некои обработуваат макро социолошки проблеми, општествени. Во секој случај многу интересни тематики, но еве ќе ти оставам за тоа ти малку повеќе да ни откриеш и да видиме што е суштината и планот и пораката што сакате да ја пренесете како Кинотека на овој настан на романски филм. Прво ми импонираше тоа што ми рече дека одамна планираш да направиш емисија со мене и со Кинотеката. Ако не јас сум тука помалку важен, Кинотеката и низината програма мислам дека е поважна. Вчера започнавме со денови на романски филм, успешно, нормално. Продолжуваме наредните 7-8 дена. Имаме 5 филмови, некои од филмовите ќе бидат и 2 пати прикажани, односно репризирани, за да можат што повеќе луѓе, тие што не можеле да дојдат да ги изгледаат филмовите. Иначе, доста време немаме правено денови на романски филм, што не значи дека не прикажуваме романски филмови. Јас, колку што се сеќавам, во последно време ги прикажувавме најмалку 2 познати филмови на Радо Јуде, Аферим и Откачено порно. Меѓутоа, овака организирана акција, организирана манифестација каде што ќе собереме 5, 6, 7 романски филмови како во минатото, во овој случај 5 филмови, не сме имале многу одамна. Јас се сеќавам последен пат, мислам дека кога правевме денови на романски филм, го имавме и режисерот Дан Пица како гостин во Кинотеката. Он е еден од постарите, повозрастните авторитети во режијата и во кинематографијата романска, која што романска, кога збориме за романската кинематографија, можеме да кажеме дека е една од најзначајните кинематографии во светот.
денеска, не само во Европа. Сигурно највитална, најинтересна, највибрантна, најжива, најприлагодлива, па може да се каже и најекспериментална. Независно дали се работи за некој постмодерна форма или апсолутно модерна форма на тоа што романските автори ни го пренесуваат преку филмското платно, сепак ова е една од најзначајните кинематографии денеска во светот. Кинематографија која што забележува учество на сите врвни фестивали, во сите програми е застапувана и многу често ги освојува и главните награди на овие фестивали. Таква е и нашата програма на овие 5 филмови. Значи, филмот со кој што вчера почнавме, Луѓе од акција на Пол Нагуеску, е филм кој што победи во Котлбус, филм кој што победи на Сараевскиот филмски фестивал, а исто така освои повеќе награди на националниот романски филмски фестивал. Потоа го имаме филмот на Адина Пинтиле, која што победи на Не допирај ме, победи во Берлин, филм на Радо Јуде, кој што е на Радо Мунтеан, кој што е еден од почетниците на овој романски нов бран. Јас се сеќавам пред 15 на години еден од неговите филмови правеше растур на филмските фестивали, се викаше Хартијата ќе биде сина, и секако го имаме најновиот филм Магнетна резонанца на Кристијан Мунџију, кој што исто така секој негов филм освојува бројни награди низ фестивалите во Европа и низ светот. Имаме и еден дебитантски филм, еден семи-игран или семи-документарен, како се земе, филм, кој што се вика Ти си Чаушеску. Тој е еден интересен експеримент, затоа што режисерот ги замолува своите актери, односно случајни овакво луѓе кои што доаѓаат на аудиција, да го глумат Чаушеску во младоста, и они ја покажуваат нивната, значи овие случајни натуршцици ја покажуваат нивната замисла за тоа како изгледал и што би правел Чаушеску кога Чаушеску бил млад. А се работи за луѓе кои што се родени после времето на Чаушеску, немаат никаков контекст со него, осим од снимките од телевизија и филмови. Така да, една интересна програма. Нормално, како што рече, ја правиме во соработка со овие две институции. Кога романската амбасадорка ми пријде и рече, ја безрезервно прифатив. А можам да кажам и дека пред 10 на години во нашето списание, кое што ги издаваме Кинопис, имав и напишано еден текст за романската кинематографија. Не сум го препрочитал, може би треба да го препрочитам. Секојаш се плашам да се навраќам на тие работи што сум ги правил во минатото. Пред некое време за еден портал ме замолија да ми направам топ 5 овакво листа на мои умилени филмови, и секако вклучив тука и еден романски филм. Тоа беше Филантропика на Ное Каран филм, кој што е режисер романски од повозрастната генерација, меѓутоа секако беше предвесник на овој нов романски бран, како што веќе се нарекува. И уште една работа, која што можам да ја потенцирам, е дека романскиот филм е толку значаен, современиот романски филм, е толку значаен што станува жанр сам по себе. Кога ќе се каже акционен филм, знаеме што не очекува, кога ќе кажеме, не знам, алтернативен или авторски филм, знаеме што не очекува. Истото тоа го доживуваме сега и со романскиот филм. Значи, романскиот филм станува жанр сам по себе. Романскиот филм, кога ќе се каже, знаеме што очекуваме. Очекуваме добар филм, очекуваме добра актерска глума, очекуваме неочекувани пресврти и едно задоволство кое што трае саат и пол или 2 часа во зависност од време траењето на филмот што го гледаме. Так, јас се сеќавам како студенти секогаш ја издвојувавме кинотека како место, како простор каде што има сериозни филмски критичари. Еве и ти целиот свој живот си поврзан со филмот, и како продуцент, еве сега и преку кинотека. Твоето менаџирање или на кинотека, она што можам да го кажам е дека со посебен пиетет некако луѓето кои што работат во кинотека и со посветеност се однесуваат кон филмот.
па од тука можеме да ги прочитаме најубавите филмски критики и да бидеме упатени во некои филмови кои што можеби не се толку популарни и не можеме да ги слушнеме од она пренесување од гледач на гледач, од уво на уво, нели тие препораки секогаш се најмногу прифатени и така филмот кога станува популарен и не заинтригирува повеќе да го гледаме, па имаме некои филмски платформи каде што имаме кориснички сметки, се преплатуваме, па гледаме како Netflix или така натаму. Меѓутоа, она што Кинотека го прави и мислам дека тоа е клучната улога на оваа институција, тоа е дека од некои филмови кои што можеби не се добитници на престижни награди или можеби не можат до нас така лесно да допрат баш поради тоа што немаат маркетиншка потпора како што имаат другите филмови, преку баш тие филмски критики и вашите осврти и рецензии на филмовите практично стигнуваат до нас, односно ни го откривате целосното значење на еден филм кој што можеби е во сенка. Колку е битно луѓето кои што работат со филмот да бидат упатени, добро упатени и да бидат критиката, колку е важна впрочем филмската критика, а не само публиката во промоцијата на еден филм и во пласирање на еден филм. Кој е твоето мислење, Еве? Уметноста е затворен систем, а без критика тој систем не постои. Значи, тогаш ќе си бидеме задоволни сами со себе, ќе си се фалиме и слични работи. И генерално, отприлика и така функционира македонскава уметност во последно време. Ја не гледам некој критички концепт или некои критички истапувања во насока на издржана критика која што би овозможила, не знам, напредок на уметноста. Ние се занимаваме со пишување, со обмислување, со третирање на филмот од еден филмолошки аспект. Филмолошкиот аспект, според теоријата, и не треба да вклучува некои преголеми естетски интервенции, мислам, преобмислување во естетска насока, што значи критика на филмот. Меѓутоа, сите ние сме критички битија и не можеме да избегнеме од тоа и мораме да критикуваме. Работата е што се помалку се осмелуваме тоа да го ставиме на хартија или да го пласираме во медиум. Постојано го користам примерот со Холивуд и холивудската продукција, која што сега и не ни е некој императив, меѓутоа не можеме да се тргнеме и од холивудската продукција и како квалитет и како систем на функционирање. Значи, Холивуд, кој ќе не сум бил, меѓутоа претпоставам сме гледале сите на телевизија, кој ќе отидеш на Беверли Хилс, гледате едни големи ѕидови, ѕвездите се недопирливи. Значи, не можеш да допреш толку лесно до нив. Ѕвездите кога влегуваат, кога шетаат на Коразета или кога влегуваат во кинескиот театар и слични работи, се обколени со бодигарди, со жици, со, не знам, одвоени се од публиката, они не се дел од масата, од толпата. Критиката не може да влезе. Ако го видат Бред Пит дека седнал со Нил Јанг, критичар на Variety, во една кафана и прави муабет, Нил Јанг ќе добие отказ од Variety затоа што ќе мислат дека, не знам, Бред Пит го подкупува или тоа е таков систем. Никој не може да биде пророк во својот двор. И не можеш да бидеш пророк и не можеш, затоа што се знаеме сите меѓу себе. Ние сме тука, Чарчија, Македонија, без разлика Скопје, се знаеме, се познаваме. Не можеш да ги идолизираш некои луѓе затоа што ти се премногу блиски. Значи, ние го немаме поставено тој холивудски, односно Беверли Хилски ѕид пред нас, за да можеме да ги идолизираме сопствените авторитети. И сега за тоа кај нас остануваат луѓето авторитети, а не стануваат ѕвезди. Луѓето од Македонија, македонците може да бидат најчесто повеќе ги почитуваат во, не знам, Белград, Загреб, Љубљана и слично, отколку дома. И сега ова беше една голема овако дигресија, меѓутоа ајде да се вратиме на почетокот. Посветуваме големо внимание на, барем јас лично сакам да посветувам големо внимание на пишуваниот збор и на она што се објавува на сајтовите, во каталозите и во книгите кои што овде ги издаваме. Значи, минатата година објавивме 3
книги, мислам дека се есенцијални книги. Едната е за автобиографијата на Луис Бунюел, Мојот последен здив, која што има напишано со Жан-Клод Кариер, негов долгогодишен соработник, кој што беше во кинотеката имено пред 10 години или нешто слично. Дина Јорданова, бугарска теоретичарка кинематографијата на другата Европа. Мислам дека една од фантастична студија за источноевропската кинематографија, значи Чехословачка, Полска и Унгарија. Секој што се интересира или сака да работи и да пишува особено за кинематографија, треба да ја прочита оваа книга, затоа што е одлично и структурирана и темите кои што ги обработува се фантастични. Изборот на филмови исто така кои што она ги обработува во оваа книга е фантастичен. Филмови и автори секако. Неодамна Хрватското здружение, Хрватскиот филмски сојуз објавува 4-годишник, еден кој што се вика Филмски летопис, немам тука да го покажам. Меѓутоа тој филмски летопис беше посветен на југословенската, пола број беше посветен на југословенската кинематографија. Можам да ви кажам дека нејзините книги на Дина Јорданова беа цитирани во речиси секој од текстовите кои што беа во ова исто така фантастично значајно списание за балканското културно, особено кинематографско милје. Исто така објавивме една книга Иницијација и покаяние на Атанас Чуповски. Тоа е студија која што се однесува, која што обработува филмолошки, теоретски, обработува 6 современи руски филмови. Мислам дека книгата е фантастична и дека треба исто така да се прочита, а Кинопис, списание кое што кинотеката го објавува повеќе од 30 на години, особено ми беше значајно пред некое време отидов во Битола. Старите кинописи ги објавивме као PDF на сајт. Едно момче ми рече, јас ги истражувавме нешто и моравме да препрочитуваме и старите кинописи. Значи, ова не е списание кое што е ефемерно. Сега ќе се објави, ќе се прочита и ќе се фрли како весник, вчерашен весник во канта за отпадоци. Ова е списание кое што од првиот до последниот број е референтен се уште. Значи, може да се и не само кинописот, и неговиот претходник исто така кој што го има објавувано кинотеката. Така да многу внимаваме и еве сега имаме направено една така група млади, они се помлади, не се веќе млади нормално, меѓутоа мислам дека и млади веќе почнат овака да се врткаат околу нив. Традиционално соработуваме со Стојан Синадинов, кој што е еден од мислам дека е меѓу најдобрите критичари филмски во Македонија. Меѓутоа во последно време ги прифаќаме овакво, па може да кажеме и работиме со нив, со Саша Станишич и Јане Алтипармаков, кои што се по вокација режисери, они нема да се откажат од тоа. Меѓутоа, еве, они придонесоа за овој убав каталог за романски филм. Иначе, пишувањето за филм, објавувањето на текстови за филм и режисерската уметност или бавењето со филм се многу поврзани работи, не се одвоени работи. Значи, ако видиме од каде тргнал овој францускиот нов бранд 50-тите години, постои едно списание кое се вика Кајет де Синема, кое што го уредувал Андре Базен. Андре Базен е еден од главните теоретичари на филмот во 50-тите години и он околу тоа списание ги пригрлил, не знам, Годар, Трифо, Рене, сите овие припадници на францускиот нов бран, кои што придонеле со текстови во
во кај да синема го славеле Орсон Велс и слични работи, американската кинематографија, Хичкок, па после тоа Трифо ја прави славната книга со интервјуто на Хичкок, која што се вика Трифо Хичкок, така да и они после тоа стануваат главни синеасти светски, од светски ранг, светски калибар. Така да сега не знам, далеко сме ние од Франција, а и овие 2020 не се 50-тите години, така да меѓутоа се надевам дека правиме нешто како што треба. Неколку пати спомнавме одредници географски кога зборуваме за филм, да го атрибуираме филмот, нели, и да го одредиме дали е романски филм, еве зборувавме и за источноевропскиот филм. Некако кинотека многу повеќе се поврзува со европскиот филм, барем тоа е мојот впечаток, и секогаш кога сакаме да погледнеме добар филм со европско потекло, се упатуваме на репертоарот на кинотека да видиме што ќе ни послужи, нели, кинотека во новиот репертоар. И сега оно што сакам да те прашам е дали има некои универзални специфики, универзални карактеристики кои што го атрибуираат, го красат европскиот филм. Спомна дека некако во европските филмови луѓето како да се од нашето двориште, како да се од нашето секојдневие, можеме многу повеќе да се идентификуваме со нив отколку ликовите, например, во холивудските филмови кои што ни изгледаат многу страно, многу херојски, во некои суперлативи, супер ординирани во споредба со нас. А тука европските ликови се многу секојдневни, многу блиски до нас. Дали е тоа главната, можеби, одредница и универзална карактеристика на европските филмови, односно на сите филмови од европско потекло, или има некоја внатрешна структура, динамика, естетика која што ги подведува сите филмови од европско потекло под таа географска одредница и референца европски филм? Не знам, ова е тема на која што често нормално се размислува, меѓутоа европската продукција е толку голема што не можеш да ја стрпеш во една фиока. Значи, сепак тоа се жанрови, тоа се нации, тоа се различни филмови, автори и слично. Ја разбирам дека еден автор можеш да го ставиш во една фиока и да кажеш да, он е тој, секој филм негов ќе го препознам. Годар, знаеш дека е ова Годар и не треба ни шпицата да ја видиш. Онака, меѓутоа заедничките пунктови на некој европски филм и не знам, сигурно и постојат. Меѓутоа сигурно постојат и одстранувања од тие генерални карактеристики. Така да тоа разнообразие, дури убавината на европскиот филм и можеби тоа е тоа што треба да се почутува за разлика од овој, како се вика, холивудскиот филм. Холивудскиот филм не е американскиот филм. Да се разбереме, холивудскиот филм е глобален еден феномен. Американскиот филм не е само холивудски. Има независни, се помалку има независни режисери кои што се обидуваат да ги реализираат своите филмови. Неодамна имавме еден американски независен режисер, Дейвид Рикер, кој што ги кажуваше своите искуства со снимање филми. Тоа е нешто фантастично, ако затоа што он е возрастен човек, да речеме 50 и кусур години, има снимено 3 филма. Како он успева да живее од филм до филм. Значи, он секој 15 години, да речеме, снима филм, што е овако незамисливо за нас. Кај нас има овие, како се викаат, фондови, во Европа генерално, се аплицираат за фондовите. Поголемите земји имаат и локални фондови, значи на локалната самоуправа кои што обезбедуваат финансиски средства, така да многу лесно се доаѓа до филм. Иако нашите режисери, кога ќе ги прашаш, ќе кажат дека е тешко, они би сакале, тоа во Америка е според мислењето на овој Рикер, речи си невозможно. Не знам дека сега овој Френсис Форд Копола, а мислам дека и Кевин Костнер вложуваат во нивните независни филмови. Јас колку што прочитав, $120 милиони ќе вложи Френсис Форд Копола, собствени пари за да го сними филмот што го сакал. Ајде ќе видиме овако, тоа се огромни средства. Значи многу сега
повторно да се вратиме, значи, можеби разнообразието е специфика. Не сум убеден дека сме посветени строго на европскиот филм, гледаме да имаме и ние, тоа такво едно разнообразие, па сме правеле и денови на корејски филм, и денови на, не знам, на индонезиски филм, кинески филм, јапонски филм има секоја година, па некојаш и 2-3 пати. Во секој случај, кога е неделата на франкофонски филм, секогаш гледаме да имаме и некој африкански филм или нешто слично, затоа што и они се дел од франкофонијата. Сега ни пафтаат некои работи, некои автори, кои што не сме ги представиле, кои што јас лично би сакал да ги представам. Работиме, меѓутоа немојте да мислите дека е лесно да се донесе филм. Значи, сакавме на 8 јуни, 9 јуни да почнеме со ретроспектива на Сатја Джетереј. Сатја Джетереј е, мислам, единствениот оскаровец од Индија. Па дури и овој Девид Рикер кој што беше, го спомна како него и Викторио Де Сика како еден од моделите на режисери какви што он би сакал филмови да снима, значи реалистични филмови кои што се излезени од заедницата. Така да меѓутоа не успеавме да ги обезбедиме правата. Се работи за преговори, за ситници, за финеси, за плаќање однапред, кое што е за кинотека исклучително тешко, и административни проблеми и сето тоа придонесува да некогаш да ги немаме филмовите кои што ги сакаме. Она што е многу интересно во разговор со уметници како што си ти, е тој уметнички комплексен апарат, комплексна мисла, која што содржи многу дигресии, содржи многу пресврти, многу референции и навистина е една убава комплексна приказна која што човек треба да има, нели, секогаш трпение да ја сослуша, затоа што на крајот ќе извлече многу поуки, се гледа дека си мислечки субјект, онака и критички размислуваш, ги обмислуваш сите работи околу тебе и поврзани со филмот и, нели, со уметноста воопшто. И сега твојата ерудитивна мисла, благодарение на твојата ерудитивна мисла, навистина јас, барем како непосреден твој соговорник, дознав многу за филмот и од твоето критичко обмислување. Мислам дека и нашите гледачи ќе го имаат истиот тој впечаток. Тука ќе ти се заблагодарам за твоето гостување и ќе ти посакам уште многу успех во твојата понатамошна работа. Истото ти го посакувам и на тебе. Дали филмот е најпопуларната уметност денеска? Проценете сами. Инаку говоревме за филмската уметност, за различните концепти, критики и пристапи кон филмската уметност, за географските одредници на филмовите и дали ти имаат врска со некои генерални карактеристики на филмската уметност, дали можеме поголема група на филмови да подведеме под некои заеднички карактеристики, атрибути и именки, и секако ви го представивме она што е новитет во кинотека, односно она што во текот на оваа недела и наредната недела ќе можете да го проследите на нивниот репортар, а тоа е романскиот филм, односно неколку филма кои што се од романско потекло. Го следавте мојот разговор со Владимир Ангелов од кинотека и ви закажувам секако повторна средба веќе наредната сабота со нови гости, нови теми и нови содржини. Се гледаме тогаш.